Верувам дека го имаме на линија. Добро утро. Добро утро. Господине Јосифовски, еве да речам како сте, бидејќи велиме добро утро за во оваа наша рубрика. Добро утро на сите. Како сме? Ние сме за жал овие денови повеќе ангажирани околу проблемите што се појавија во угостителската дејност, поготово со тумачењето на одредени работи во контекст на музички настани и организација на истите во угостителските објекти, односно она што се случи во некои ноќни клубови и базени низ Македонија. Пред да ги коментираме тие случувања во некои од ноќните клубови, ајде да почнеме со она што е влијанието на пандемијата и коронавирусот врз дејноста со која што се бавите вие. Мислите конкретно со која се занимава угостителската индустрија, која што е едната од најзагрозените и И сите оние кои што се спаѓаат под независната угостителска комора. Така, прво независната угостителска комора е последна комора формирана во овој период, кој што ги штити исклучува интересите на угостителската дејност на сите угостители од Македонија. Значи без разлика дали се наши членки или не се наши членки, улогата на независната угостителска комора е на што полесен и побрз начин да им олесни да ги применуваат законските регулативи во своето работење. Оно што е денеска вистинито и жално е дека се катастрофални последиците од пандемијата со коронавирусот што се случи во нашата држава како глобален проблем. Малку мина угостители гледаат идни навеќе во својата работа. Се повеќе станува очигледно дека во скоро време не би можела истата да се врати во нормала. Факт е дека процесот на рехабилитација и ревитализација на угостителската дејност ќе биде долготраен процес во кој поголемиот дел од угостителите доколку останат сами на себе нема да успеат да преживеат и да се вратат во нормала и првобитна состојба. Сепак, најголем допринос и улога на целата оваа индустрија гледаме во начинот на влијание и решавање на проблемите преку соодветни мерки и конкретни мерки наменети за угостителската дејност на владата на Република Северна Македонија. Добро, кога ќе разговараме за тие посебни мерки, всушност зборуваме за оние протоколи на работа според кои треба да се водат угостителските објекти. Како вие би ги оцениле тие протоколи? Доволни се, добри се, треба измени? Вака, значи оно што можеше во изминатиот период да се направи од страна на Комисијата за заразни болести, која што е иницијатор при носењето на тие протоколи, беше да се прати, ако ништо друго, барем соседството или останатите држави кои што пред нас ги применува. Жално е дека протоколите се уште во март месец донесени и во изминатиот период до нивната прва примена на 28 мај немаше скоро ништо променето во истите, иако истите протоколи во соседството трпеа неколкократни промени. Протоколите се непрецизни и неприменливи во пракса, што оставаат простор на индивидуални тумачења на разни институции и инспекторати и затоа во изминатиот период во неколку наврати дојдено и до конфронтација дури помеѓу институциите за начинот на тумачењето на истите. Добро, дозволете ми, ако зборуваме за протоколите, оно што ние како јавност, како граѓани кои што ги посетуваат угостителските објекти, гледаме држање растојание од маса на маса, до неодамна беа ограничен број на луѓе кои што можат да седат на една иста маса. Гледаме маски на луѓето кои што работат и пружат услуги во рестораните, хотелите или слично, дискотеките или дневните кафичи седно, и гелови за раце на сите маси. Освен ова, што е протоколот кој што ние не го гледаме, а кој што се однесува на вас? Значи, протоколите не се само оно што го гледаат гостите. Протоколите во всушност се работи кои што и во минатото, во секојдневието угостителите ги приметувале, ама биле неприметни. Тоа е одржувањето на хигиената со соодветни мерки, континуираното очистење, например, на површините кои што спаѓаат постапно во угостителскиот објект, секојдневната нивна дезинфекција. Тоа што денеска е напишано е всушност секојдневие што се случувало. Она единствена разлика е што само се наоѓа растојанието помеѓу масите и гостите кои што седат на една маса заради физичката дистанца која што во моментов е важечка.
Други се проблемите кои што се нејасноти околу протоколите и доведуваат до раздор на самите угостители на начинот на толкување и примена на истите. И затоа се случува додека едни максимално ги почитуваат и применуваат, останатите и покрај тоа што исто ги приметуваат заради начинот на прикажување, излегува дека воопшто не ги применуваат. Од последната промена, најголемите проблем е направен со точката 13, која што е додадена забрането организирање на музички настани, со кој целата естрада стана на нозе и ставена е така наречен повторно во локдаун. Поготово што деновиве максимално се врши притисок врз угостителите, правилно да ги применуваат протоколите и да ја откажат својата поддршка што ја правеа кон естрадата и дружба со естрадни уметници, за време на кои дружби во целост ги применуваа протоколите за работа во своите објекти. И сега под музички настан се подразбира бенд или дуо или слично луѓе кои што се во самиот објект и се со своите инструменти или... Значи, најголемиот проблем е што никој не дава точна дефиниција на музичкиот настан. Ние во изминатиот ден ги повикавме сите институции и сите лица кои што сметаат дека може да дадат дефиниција на музички настан, да се објасниме точно што значи тоа. Од една страна имаме тумачење дека музички настан е настан како концерт кој што се организира во посебни сали и услови, додека, например, за музички настан не може да се смета бенд или група или лице или диџеј кој што во гостителски објект во соодветен ќош изолиран согласно протоколите пушта музика. Од друга страна, во моментов инспекторите низ Македонија ги забрануваат сите видови присуство на музичка естрада во гостителски објекти, со што допринесува и забрануваат така наречените дружби што во изминатиот период и изминативе денови и недели се случува во гостителските објекти како поддршка на музичката естрада. Жално е што во моментов никој не реагира за тоа и никој не дава појаснување што смее, што не смее, и тоа најголема кривица гледаме во Комисијата за заразни болести која што го има избацено овој член без никакво толкување. А кога надлежните доаѓаат, веројатно доаѓаат секојдневно со оглед на пандемијата и со оглед на тоа што гостителските објекти се од оние јавни места каде што има помалин или соберин на граѓани. Каква е нивната дефиниција за музички настан? Како може да оценат дали вие одржувате музички настан или не? Еве вака. Значи во изминатите недели инспектори од државниот пазарен инспекторат, Добро. кои што ги посетуваа угостителските објекти во Скопје и низ Македонија, затекнуваа дека музика се пушта и преку диџеи, преку мали музички групи или бендови. Меѓутоа, во целост беа запазени во гостителскиот објект сите останати протоколи што беа на важност. Растојание од столче до столче на метари, одржување хигиена, значи поставување на средство за дезинфекција на раце, носење на маски од страна на персоналот. Истите тие инспектори во изминативе 2 дена ги посетуваат истите објекти и изричито им забрануваат да во своите објекти имаат било каков музички бенд или диџеј, поготово во Охрид и останатите делови надвор од Македонија, и покрај тоа што изминатите денови тоа не сметаше. Она што е интересно во целата оваа работа е дека дури и директорот Стојко Пауновски од државниот пазарен инспекторат кажа во неколку наврати во сите медиуми дека инспекторите нема да прават проблем доколку музичката естрада, односно изведувачите на музика, се поставени во некој ќош на страна и ги почитуваат протоколите дека најмало растојание до нив е 2 метри и се додека во локалот нема можност и услови да се игра или луѓето ги почитуваат протоколите, дека инспекторатите нема да прават проблем. Сега ние навистина не знаеме на што се и угостителите овие денови ги боли глава за тоа што сите, односно поголемиот дел од нив имаат ангажирано бендови, мали бендови, диџеи кои што ги анимирале гостите, односно се дружеле со гостите на некој си начин, додека тие уживале почитувајќи ги протоколите, а истите сега се забранени. Господин Јосифовски, деновиве на социјалните мрежи, особено потоа секако ги обработија и медиумите тие информации, па излегоа инспекторите на терен, се случува во некои градови во државава такви забави, такви журки, да се изразам така, во кои што нити имаше маски, тоа се гледа на видеата, ниту има маски, има премногу луѓе на едно место, нема никаква оддалеченост. Секако, веројатно, во такви моменти
не може и да тврдиме дека сите кои што се внатре ќе внимаваат на некоја особена хигиена како при обичен момент кога сте дома. При една таква ситуација каде што се случуваат тие забави и журки, тогаш која е улогата на самите угостителски објекти? Ваш коментар. Не е само до јавноста која што претходно поради мерките и нормално беше затворена со полициски час, и тоа е после 3 месеци некој ќе рече дека таквото однесување на особено таа некоја млада популација, условно кажано, може би и требаше момент да го направи тоа, односно да се збира по дискотеки, иако тврдам дека тоа не се случува со сите генерации, не секој луѓето имаат свест кои и внимаваат, не секој оди во такви дискотеки каде што има толку граѓани. Меѓутоа, сепак, освен одговорноста на самите лица, кои што се одговорни пред се за себе, а и за другите, каква е улогата на самите објекти кои што го организираат тоа? Значи, вака сега. Сепак, ние како комора, најголема кривица и одговорност за сите овие случувања гледаме во Комисија за заразни болести. Да расчистиме една работа. Значи, Комисијата за заразни болести 4 месеци не најде време да донесе протоколи, да олесни, да направи упатство, значи дали за мали групи, мали семејни забави, мали свадби, мали прослави, дали да локалите кои што, например, поминува време, а се третираат како ноќни клубови, има возможи под одредени услови со 30 наместо со 50% капацитет, или почитување на некои протоколи, да почнат полека да се враќаат во нормала, значи ги доведе во ситуација да нивната загрозена екзистенција ги примора да направат истапка, и таму каде што нема протоколи и нема правила за работа, значи да се случи тоа што изминативе денови се случи. Одговорноста не е, значи поготово во случај што поголемиот дел од јавноста е свртена и направена према угостителските објекти и сопственици, сепак ние би барале да се врати назад еден чекор и Комисијата за заразни болести во кратка постапка и брза постапка да изготви протоколи со кои што ќе може да има возможи на тие локали полека да се враќаат во нормала. Она што го напоменавте и ние го согледавме во изминатиот период е дека на 28 мај кога отворија угостителските објекти беше тешко со свеста на народот да им се укаже за нови протоколи за работа на угостителски објекти. Денеска тоа е веќе обратно. Самите луѓе, без разлика дали се млади, средни или повозрастна генерација, значи јасно им е дека доколку сакаат да направат посета, да седнат во ресторан, да уживаат во некои моменти, да посетат клуб, да одат на концерт, да одат на плажа, значи дека има протоколи кои што се они должни да ги почитуваат. Угостителите е да им обезбедат, значи што полесно и покомотно да го поминат својот момент кога ги посетуваат тие угостителски објекти или објекти кои што се наменети за таков тип на забава. И јас би додал само полициските служби, а воедно и самите угостителски објекти да ги пријавуваат и да се казнуваат сите граѓани кои што убаво им е денот да го поминат во некој угостителски објект, меѓутоа да не ги почитуваат мерките во исто време е неприфатливо. Здравко Јосифовски од независната угостителска комора, ви благодарам на одвоеното време. Се надевам дека ги покренавме, односно и решивме некои од прашањата, слушнавме кои се вашите проблеми и секако музички настане она кое што веројатно во наредните денови се уште ќе се бавите со тоа прашање, се додека не го добиете одговорот. Ние сме тука секако да го покренеме прашањето, да алармираме. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и на вас за можноста да на некој си начин правилно ја информираме јавноста околу настаните и функционирањето на независната угостителска комора.